Добро утро уште еднаш за сите вас кои сега се вклучувате. Ова е утринското издание на емисијата Нов ден. Поточно, вториот дел од ова денешно издание не е предвиден како и секој ден за гости и за одредени теми, така да денеска во нашето студио е една млада дама, а тоа е професорка Фросина Милошевска. Добро утро, професор по македонски јазик во Средното училиште Перо Наков. Така. Како сте, професорке? Добро утро за сите. Поздрав до гледачите на К3 телевизија. Им посакувам на сите да имат убав ден. Јас се надевам дека нема да ни се налутат вашите ученици доколку им ве одземавме денеска. Нема се разбира. Нашата тема, поточно повод за кој што денеска сакам да поразговараме, е освен што е повод патрониот празник на училиштето, во поново време е и атрактивност на струките кои што се во училиштето. За се помалку ќе поразговараме, ќе се потрудиме да им го приближиме, да ги запознаеме гледачите со училиштето, но затоа, за почеток, ајде малку повеќе да дознаеме нешто повеќе од историјата за Перо Наков. Така. Вака Средното општинско училиште Перо Наков е формирано 1945 година. Така. Под име Општо занаетчиско училиште Перо Наков. Со текот на времето, по промена на повеќе места и називи, училиштето, значи 1983 година се сели во нова модерна зграда, каде што е лоцирано и денес или во близина на спортската сала во Куманово. И од тогаш, значи, постои работи во две згради и се изведува настава на македонски и на албански наставен јазик. Така, колку ученици број училиштето? Го знаете ли тој податок? Точен број на учениците? Од прилика со тоа што постојано се менува, нели, баш и поради тоа за атрактивноста на економското училиште, затоа што добива на атрактивност последните 10 на 15 години, колку што знаеме, колку што сме во тек, и постојано има нови ученици. Збор ми беше... Така, и нови профили, нови смерови. И нови профили, нови струки, нови смерови. Така, во училиштето постојат всушност две струки. Економско-правна и трговска струка и текстилно-кожарска струка. Значи, во економско-правна и трговската струка се застапени образовните профили економски техничар, банкарски техничар, техничар за трговија и маркетинг, деловен секретар, додека во образовниот профил, односно во струката текстилно-кожарската струка се застапени смеровите, односно образовните профили конфекцијски техничар, техничар за дизајн на облека и техничар за изработка на обувки. Така. Ова се претежно, како што рековме, занаетчиски смерови, нели? Така. Колку младите се заинтересирани да го продолжат овој дел после средното образование? Па вака, морам да кажам дека... Колку сте информирани, колку знаете за тој дел? Поатрактивни денеска се, нели, образовните профили од економско-правната и трговската струка. Така. Мислам дека секоја струка и секој образовен профил се има своји вредности. Да. Така, се има своји добри страни, се има своји квалитети. Меѓутоа, така во поново време многу поголем интерес учениците пројавуваат за образовните профили од економско-правната и трговската струка. Значи, доколку се одлучат за некој од овие профили што пред малку ги набројав, тогаш се стекнуваат сознања од областа на економијата, банкарското работење, деловното работење, секретарското работење и така натаму. Имат можност, нели, да го продолжат понатаму своето образование или пак да се вработат како економисти, книговодители во некоја фирма. Доколку пак се одлучат за некој од профилите од текстилно-кожарската струка, секако дека имаат можност исто така и да го продолжат своето образование понатаму, меѓутоа и да се вработат во некоја од фабриките во Куманово или надвор од Куманово. Посебно актуелен е сега, да кажам... Тоа сакам да прашам, која е една од најбараните, најактуелните, атрактивни струки? Значи, вака, релативно нов образовен профил од економско-правна и трговската струка е профилот банкарски техничар. Значи, овој профил е релативно нов, меѓутоа учениците пројавуваат интерес за овој смер, како и за
профилот економски техничар и техничар за трговија и маркетинг, додека од текстилно-кожарската струка нов профил не е техничар за дизајн на облека. Значи овдека учениците учат да цртаат, значи се запознаваат со историја на уметност, за дизајнирање облека и така натаму. Значи овој профил е доста актуелен и интересен за младите. И тука веќе ни се обучуваат идните дизајнери, Так, нели? така. Да, тие се здобиваат со знања, значи учат да цртаат, да дизајнираат на самите часови, значи цртаат модели и можат потоа да го применат тоа понатаму. А дали во делот кај што е практичниот дел или пракса, како на времето ние кога учевме, дали имат организирано ревии, дали има нешто такво, дали влегува тој дел во практичниот или не? Па вака, пред неколку години учениците од текстилно-кожарската струка заминуваа на практична настава во некоја од фабриките во Куманово, фабрики за изработка на обувки. Меѓутоа денес се изведува обично практична настава тука во училиштето. Тоа важи и за учениците од економско-правна и трговската струка, нели порано одеа во банки, во разни фирми. Сега практичната настава се изведува тука во училиштето. Меѓутоа како и да е, тоа не губи од квалитет. И мислам дека на тие часови во практична настава доволно се обучуваат и стекнуваат знаења и за шиење, шијат, значи дизајнираат, изработуваат модели, моделираат и така натаму. А што се десува до ревиите, еве патронатот, значи време кога организираме такви ревии, каде што нели можат да ги носат тие своји модели кои што сами ги изработуваат, значи ги шијат, ги цртаат, ги доизработуваат и навистина изгледаат прекрасно во нив. Така. Добро, ајде сега да се навратиме и на поводот кој што ни е за денешниот разговор, а тоа е вашиот патронен празник кој што е на 13 ноември. И сега не интересира оваа година дали ќе биде традиционално ќе се организира, а како што и секоја година дали има нешто ново и да одиме со ред. Од кога фактички се почнува со активностите за патронат? Вака, како што најавивте, значи на 13 ноември одбележуваме 70 години од постојање на училиштето, значи го одбележуваме нашиот патронен празник. Активностите во врска со патронатот започнуваат значи од понеделник, тоа е 9 ноември и траат цела недела. Значи на 9 ноември имаме организирано литературно читање. Традиционално, како и секоја година, училиштето по повод патрониот празник распишува литературен конкурс. Оваа година учениците имаат можност да пишуваат на тема вредноста на моето парче среќа. Значи конкурсот важи за учениците од 1 до 4 година. Така. Може да пишуваат поезија, проза. Добро. И на 9 ноември, значи, во просториите на училиштето ќе се организира литературно читање, односно литературно катче, каде што учениците кои што ќе создадат вакви творби, ќе имат можност да ги прочитаат пред жири комисијата, пред своите соученици, пред дел од наставниците, пред сите оние, значи, љубители на убавиот пишан збор. Најдобрите, кои што, значи, ќе добијат награда, значи свечено ќе им биде врачена таа награда на денот на патрониот празник, односно на свечената приредба. Во вторник, во просториите на училиштето, ќе имаме работилници од тимови од ученици од текстилно-кожарска и економско-правната струка, ќе изработуваат готови производи, значи накид, шапки и други готови производи, кои што ќе бидат потоа презентирани и ќе бидат пуштени во продажба за време на новогодишниот базар, кој што се одржува, значи, пред новогодишните празници во рамките на училиштето. Среда е ден за спорт, значи во среда се организирани спортски надпревари. Значи ќе се одржат поточно неколку спортски надпревари, кошарка, фудбал, ракомет, пинг-понг. Четврток е ден резервиран за музичка вечер. Значи тука ќе настапи училишниот бенд, а секако дека ќе имаме и гости. И петок, со почеток во 12 часот е свечената приредба. Тоа е она што го организираме, го подготвуваме за време на патронатот. А каде се одржува свечената приредба? Во холот на училиштето, значи во 12 часот почнува приредбата, значи ќе имаме свечено положување на цвеќе пред бистата на Перонаков и потоа, значи, започнува свечената приредба во 12 часот, така да ќе искористам оваа прилика да упатам отворена покана до сите ученици, родители, наставници, колеги да повелат, значи, да бидат дел од тој убав ден за нас. Така, убаво. Ајде сега ние да го искористиме ова време да се одмориме малце.
па после една кратка музичка пауза ќе продолжиме со разговорот. And if you wanna stay, tell me you wanna stay. And if you wanna go, tell me you wanna go. The secret lies within, tell me you've never been part of my destiny, tell me my eyes have seen. It's here and now, I'll show you how. Enjoy the moment, living in eternity. It is where we wanna be, make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Living in eternity, it is where we wanna be, make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. I'll take you in my world, show you what I mean. For all the things I've done, I'll give you all within. The secret lies with us, tell me you've never been part of my destiny, tell me my eyes have seen. It's here and now, I'll show you how. Enjoy the moment, living in eternity. It is where we wanna be, make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Living in eternity, it is where we wanna be, make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Living in eternity, it is where we wanna be, make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Еве се враќаме повторно во нашето студио, а нашата денешна гостинка е професорка Фрусина. А се надевам дека ви е пријатно во нашето студио. Се надевам дека не сме толку строги. Не ве прашав, а каква сте вие како професор? Дали сте строга, дали сте лоша за учениците? Па тоа најдобро ќе ви кажат учениците, така. Да. Па добро, сите професори се вадат, но тоа учениците за тоа ќе кажат. Добро, професор Гевака, освен што кажавме многу работи за школото, кажавме и за патронатот. Така. Значи, генерално ги кажавме активностите кои што следуваат. Ние сигурно ќе биднеме на патрониот празник да наснимиме неколку кадри да видиме што сте се подготвиле. Ме интересира за нешто друго што се однесува до училиштето, за проектите. На што се работило во минатото, што е завршено, што се работи, што е во иднината, проектите на Перонак. Така. Значи, нашето училиште во изминатиот период, минатата учебна година, нели реализираше повеќе проекти. Еден од тие проекти е проектот Безбедно училиште, потоа проектот Еко училиште, потоа проектот Интегрирано мултиетничко образование учиме заедно, проектот Леонардо да Винчи. Еден од последните проекти кои што се реализираше минатата година, значи во месец март, беше проектот кој што се реализираше во Гранада, Шпанија. Значи, станува збор за проектот насловен како имплементација на практична настава во образовниот процес со примена на ИКТ алатки.
18 ученици и 9 наставници, значи заминавме во Гранада во реализација на овој проект. Целта на проектот беше посета на училишта кои што има слични профили како нашето училиште и стекнување на нови методи, нови знаења, размена на искуства и така натаму. Посетивме 2 училишта, поточно во Гранада, со слични профили како нашето училиште. Присуствувавме на час по маркетинг, час по англиски јазик, видовме како тие работат, споредувавме. Има ли големи разлики или сличности? Па, повеќе би изгледа? кажала разлики дека има, така Дали да. може да се научи нешто тие разлики или да видиме што не чини кај нас, што е подобро кај нив? Па може, секако дека може, секое искуство е добре дојдено, нели? А дали можеме да се пофалиме дека можат и тие да научат нешто од нас? Па можеме, зашто да не, и ние имаме своји квалитети, ние имаме своји вредности, Так. нели? И токму тоа беше и целта, да споредиме, да видиме што е она што ни недостига, што е она што би можеле да го надополниме, да го придодадеме за да доведеме, за да дојдеме до некое си поквалитетно образование тука на нашите простори. Искуството беше, значи, добро и за учениците се разбира, и за нас, наставниците. И така да се надевам дека и во иднина ќе имаме вакви проекти кои што ќе придонесат за подобрување на квалитетот на наставата во секој поглед. Сигурно, дали има сега нешто атрактивно што се случува, што се работи, освен или сте презафатени со патрониот празник во овој период? Па проекти секогаш има, значи секогаш се добре дојдени. Така? Учениците се расположени за работа, значи тие само треба да се мотивираат малку. Сигурно. И тие се расположени и за дружење, и за работа, многу се креативни, сакаат да соработуваат, значи само малку треба да се поттикнат и тие добиваат, значи, веднаш идеи и како тоа да го реализираат. Така да проекти има, останува само на нас да го сработиме она што е нашиот дел, учениците нивниот дел. Тоа е она што го планираме и во текот на оваа учебна година. Така. Она што е интересно што рековте, треба да се поттикнат учениците. Она што го спомнавме во текот на разговорот дека Перо Наков доби на атрактивност последните, да кажеме, 10 години, ако не се лажам. Повеќе или помалку. Многу ученици се префрлуваат од други средни училишта во економското. Сега, во прашање атрактивност на струките. Значи има многу нови струки, смерови, што би кажале, кои што ги нема во другите средни училишта, а што е уште поинтересно што и ги немало и порано во економското училиште. Во некое време пред 15 на 20 години. На кој начин се мотивираат учениците и на кој начин ја вршите промоцијата на вашето училиште? Така. Значи, непосредно пред самиот упис во средно училиште, тимови од наставници, заедно со учениците, изработуваат, значи, програма, промоција на училиштето, изработуваат флаери и, значи, тие тимови, составени од наставници и ученици, заминуваат во основните училишта во Куманово, каде што, значи, во 9-тите одделенија го промовираат, односно вршат таа промоција на училиштето. Значи, ги запознаваме со учениците со струките, со образовните профили, со можностите кои што, значи, ги овозможуваат овие струки, овие профили, квалитетот на наставата, што е она што го овозможува училиштето, средното општинско училиште Перо Наков. Така да учениците во 9-то одделение, значи, веќе знаат за какво училиште станува збор, прилика имаат слика за образовните профили, за предметите кои што ги учат и така натаму. Значи, во таа промоција на училиштето одат обично професори, еден професор од економско-правна и трговската струка, со цел да ги запознае учениците со предметите од оваа струка, и еден професор од текстилно-кожарската струка, за да ги запознае пак учениците со предметите од нивната струка. Така да учениците мислам дека добиваат од прилика некаква добра и квалитетна слика за нашето училиште и со цел, нели, да ги поттикнеме, да ги придобиеме, да ги мотивираме да се запишат во нашето училиште. Но јас мислам сепак дека и за атрактивноста на Перо Наков многу е и заслужно што онаа слика што јас ја имам за Перо Наков, бидејќи има многу млад наставен кадар. Така, да, последните последните години, 10-ти, најде да кажем години, повеќето професори замина во пензија. Да.
че ги поздравам оваа прилика. И на нивно место сега се нови професори, нови колеги, полни со енергија, нели, креативни, кои што можат да понудат многу и да ги мотивираат учениците. Мислам дека од прилика ги запознавме нашите гледачи, дека добија од прилика слика кое е училиштето, како се развивало децениски наназад, до каде е сега. Значи сега можеме да кажеме дека се наоѓа на една убава на едно убаво рамниште каде што може да се пофалиме со средно училиште, со млади кадри, со нови струки, значи со една многу поубава иднина за нашите млади ученици, што се однесува до занечискиот дел. Но да ги запознаеме гледачите всушност и со професорката Фросина Милошевска. Која е Фросина Милошевска? Овака. Вие сте млада дама која работи како професор по македонски јазик колку долго? Вака, јас дипломирав 2005 година и почнав да работам, значи, првен во основното училиште Коч Рацин тука во Куманово. Така. Работев кратко, еден месец на замена, а потоа од февруари, значи 2005 година, почнав да работам во средното економско училиште Перонаков. Немав полн фонд на часови. Таа година така ме помина со половина фонд часови, меѓутоа веќе од наредната година работев во паралелките на албански наставен јазик и во паралелките на македонски наставен јазик, а веќе 5-та година како сум само во паралелките на македонски наставен јазик. Што мислите, дали е полесно за тоа што сте помлада да се работи со учениците или тоа ги отежнува работите? С обзиром на тоа што, нели, во прашање се млади луѓе, Да. средњошколци кои се во некои години кога, нели, мислат дека знаат многу повеќе, дека се веќе возрастни со тоа што се средношколци и кои ќе видат млада наставничка, како реагираат, професор? Па вака, треба да секој наставник, нели, треба да биде во теки со настаните и со она што ги интересира младите и што на младите ги прави среќни, и што ги прави радосни, и што ги прави тажни. Значи постојано мора да часот не е час, значи само да го предадеме она што има да го, значи што е предвидено за тој час, таа наставна единица. Меѓутоа, на учениците им значи и оние 5 минути разговор, обичен разговор со нив, значи како им поминал денот, што е она што ги направило радосни, среќни, што е она што ги направило тажни, што е она што ги интересира. Значи, тоа е многу битно. Мислам дека секој човек кој што има љубов кон својата професија, годините не се битни. Битно е, значи, да не се изгуби тој интерес за професијата, таа љубов кон професијата, бидејќи тоа е она што те мотивира, што те влече напред, што те поттикнува да откриваш нови знања. Целиот живот учиме, постојано трагаме, постојано откриваме за да им ги пренесеме најновите информации, најновите сознанија на децата. Дали од секогаш сакавте да влезете во просвети? Дали ова ви беше што велат желбата од кога бев малечка? Така е. Тоа е. Токму така, да. Желба ми беше уште од мала, значи да бидам или учителка или наставничка, не знам, професорка. Сега можеби не се замислува во средно образование, меѓутоа сака со дневник во рака. Да. И неверојатно беше чувството, значи прв пат кога земав дневник во рака, прв пат кога го запишав часот, значи првиот мој час одржан. Значи неизберна радост, неизберна среќа. Остварување на сонот. Остварување на сонот, така, и факултетот, значи високото образование со толку љубов, со толку внимание. Каде завршите средно образование? Средно образование во гимназија Гоце Делчев. Дали имавте узор? Мојата класна. Со оглед на тоа дека сте професор по македонски јазик, која е класната? Класната Јадранка Цветковиќ. Така. Беше професорка по македонски јазик и литература. Иако уште во основно, така имав љубов кон мајчиниот јазик, кон пишувањето, кон убавиот пишан збор. Ми предаваше професорот Евстратий Костадинов, сега веќе починат. Меѓутоа некако од тука почна се, значи од основното образование и потоа понатаму, значи некоја надоградба, усовршување, понатаму на високото образование, нели, и таму запознаваме нови луѓе, нови наставници, нови идоли, стекнуваме нови идоли и така натаму. А што мислите,
Дали се разбира дека се менуваат како образованието, како начинот на образованието, начинот на школството, воведување на нови европски практики во едукација на учениците. Нормално е дека се менува и се надоградуваме. Колку има, нели мислите дека пребрзо се менуваат децата? Па вака, програмите, мислите на програмите, така? Да. Програмите постојано се менуваат, се усовршуваат, значи Бирото за развој на образование постојано, значи додава нешто ново да биде во текст со времето. Сега многу самата програма е смената од тоа време кога ние нели учевме, зборувам лично за мојот предмет македонски јазик и литература. Ги читавме делата на југословенските автори, кога ние учевме, значи средно образование, меѓутоа по распаѓањето на СФРЈ, нели ова литература е некако исфрлена од средното образование и сега повеќе акцент се става на странските автори, странската белетристика и на македонските автори, се разбира. Тоа е, значи мора да бидеме во склад со времето. Што носи времето, така и наставните програми се прилагодуваат. Да бидеме така и учениците се прилагодуваат. Така. А рековте дека стално се префрлуваат учениците од другите средни училишта во вашето. Се случува дури на пред едно полугодие, па во второто полугодие ќе се префрл, па на тромесечие, значи во некои временски периоди кога треба од едно на друго да се вклопат. Како се вклопуваат децата? Дали лесно се вклопуваат во новиот наставен програм, во се што е всушност нов амбиент? Па вака, значи учениците се префрлуваат во прва, во втора, па дури во трета година, иако станува збор за сосем друго училиште, гимназија или средно техничко училиште или земјоделско училиште. Учениците можам да кажем дека се вклопуваат добро. Значи имаат период кога треба да ги полагаат оние диференцијални испити. Така. Имаат време да се консултираат со наставниците кои ги предаваат овие предмети. Ти им помагаат, ги насочуваат, така да на време, значи, успеваат да ги положат тие испити, да земат свидетелство за таа година предходната и се вклопуваат, значи совршено. Тоа се нивна генерација, тоа се нивни соученици или се познаваат, значи, и одлично се вклопуваат, значи досега сме немале проблеми. Учениците доаѓаат, се дружат, контактираат, си помагаат едни на други, така да немаме проблем со тоа. Како што постои наставнички колегиум, нели, во училиште, мислам дека дали постои родителски совет на родители? Така? Постои. И сега, дали постои некаков совет на ученици? Дали имаат некое место, некое катче, каде што може да си ги кажат своите проблеми, за да си организираат и да ви пристапат на вас како на наставници, што имаат проблеми, што им се допаѓа, што не им се допаѓа? Дали го имаат, да ја имаат таа слобода? Па вака, минатите години немаше такво нешто, меѓутоа сега имаме многу новини во училиштето. Имаме нели класна заедница во секој клас, председател, заменик председател. На класните часови користиме токму за тоа да го кажат она што го мислат, да кажат што им се случило во текот на претходната недела, каков успех постигнале и така натаму. И сега она што е новина е тоа здружение на председатели од сите години, значи тие се одржуваат своји состаноци, кажуваат што е актуелно, што е она што е ново, даваат своји предлози за подобрување на образованието, на самите часови, даваат своји идеи, замислуваат, значи измислуваат проекти и така натаму. Многу беше интересно и претпоставам дека тоа е нивна идеја. Каталог од како порано што беше, да кажеме, табло од матура. Сега имаат сега имаат алманах како каталогче, прекрасно. И што многу ми се допаѓа што за секој ученик, па дури за секој професор има по некоја мисла така римувано нешто напишано и кажано. Дали тоа е нивна идеја? Тоа е нивна идеја. Тие сами го подготвуваат, значи сами си ги пишуваат, буквално сами си ги пишуваат тие стихови.
потоа нели ни ги даваат на нас да ги провериме, да видиме дали нешто не е во ред, меѓутоа во главном тоа се нивни зборови, нивни реченици, нивни стихови. И убаво е тоа, затоа што тоа е спомен за цел живот. Да. Значи, заминуваме, завршуваме 4-та година, заминуваме понатаму, некој го продолжува образованието, понатаму некој се вработува, се губат контактите, меѓутоа оној алманах останува за секогаш, значи кога ќе го отвориме, кога ќе се присетиме. За секој по нешто. Така, кој беше овој, кој беше оној, како беше овој, значи тоа се спомени кои што никогаш не губат вредност, никогаш не губат внимание. Така. А дали имате некоја лична желба, нешто потајно што како цел, како професор ви е поставено како замисла, како желба да го остварите, да го постигнете, да го реализирате? Па вака, секој час е нели ново доживување. Што би посакала, значи во иднина? Па ништо особено, значи вака секој час да биде да им биде интересен на децата, да понудат и тие нешто свое, да покажат уште поголем успех, да успеам да ги мотивирам, да побудам желба за читање, желба за мајчиниот јазик кај нив. Мислам дека тоа е некако најдобар успех, најдобра сатисфакција за мене. И уште нешто сакам да ве прашам на крај вака како професор по македонски јазик, значи вие сте стручна да ни одговорите на тоа прашање. Колку на медиумите се зборува македонски јазик? Колку го негуваат? Па, Сите тие што се представници. За жал ќе кажам многу малку. Сега не се внимава, но се греши при акцентирањето на зборовите, најчесто употреба на србизми, многу често диелектизми, жаргонизми и така натаму. Значи го имаме македонскиот литературен јазик, го имаме правописот на македонскиот литературен јазик, треба да го негуваме, значи јазикот е нашето богатство. Так. Треба да го негуваме, правилно да се изразуваме, правилно да зборуваме. Тоа е тоа. Почитувани гледачи, говорете македонски. Така. Така. Сите ние се трудиме да се придржуваме кон тоа, но ете така се случува и ние да погрешиме некогаш во нешто со оглед на тоа што веќе живееме во едно такво подречје каде што ни преовладуваат сосема други дијалекти кои што не се својствени на македонскиот, нели? Но тоа е тоа. Јас мислам дека кажавме, отприлика ја заокруживме темата која што и ни беше поводот. Она што е следно е патрониот празник. Така. Се она што ќе се случува, дали има нешто што сакавте да ни кажете, да ни известите, може ми пропуштивме нешто? Не, па тоа е во главно што мислев дека треба да се каже, значи да потом уште еднаш отворена покана и до вас. Така. Значи како телевизиска куќа, до сите медиуми, до сите ученици, родители, сите оние кои сакаат да присуствуваат, да повелат, значи да бидат дел од таа свечена приредба. Уште една, значи 13 Од еден ноември. голем јубилеј. Еден голем настан, така. Да, 70 години од формирањето на средното општинско училиште Перо Наков. Јас однапред ќе ви го честитам јубилеот. Ви Благодарам. пожелувам се најубаво, ви пожелувам многу успеси, многу нови проекти, многу нови ученици и многу успешни луѓе да излезат од вашето училиште. Благодарам. Уште еднаш поздрав до вас и до вашите гледачи. Благодарам што одвоите време, што ни гостувавте. Почитувани гледачи, јас се надевам дека бевме доволно атрактивни за вас, да останете до крајот на денешното издание. Се гледаме повторно утре во исто време. Имајте убав и пријатен ден.